Со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство денеска во судницата во Идризово продолжува судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Процесот се одвива под засилени безбедносни мерки во присуство на обвинетите, роднини на жртвите и јавноста. Постапката се води против повеќе од 30 физички и 3 правни лица за тешки дела против општата сигурност. Рочиштето го следи колегата Михајло Видимлиски. Михајло, повели со информациите околу денешното судење. Така Јана, иако за денеска е предвидено да има 5 сведоци на обвинителството за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, за сега се уште не почнале сведочењата со оглед на тоа што на самиот старт од денешното рочиште одбраната побара да бидат споени 2 предмети, односно овој предмет со 35 обвинети со предметот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, во кој што се опфатени 13 полициски службеници, обвинение кое што е одобрено и кое што треба да започне судењето на 1 април годинава. Судот се повлече за да одлучи по ваквото барање. Аргументите на одбраната се дека се работи за искривично правен настан и за исто кривично дело кои што им се ставаат на товар на обвинетите, односно тешки дела против општа сигурност. По таа причина сметаат дека овие 2 предмети треба да бидат споени. Да потсетам само дека се работи за 13 полициски службеници кои што се обвинети во тој предмет чие што судење треба да започне на 1 април и се обвинети за тешки дела против општата сигурност, односно не постапиле по акцискиот план. Ноќта на 16 март требало да интервенира за да се отстрани пиротехниката во дискотеката Пулс во Кочани. Јавното обвинителство рече дека не може да се произнесе по ова барање на одбраната. Обвинителите кои што се присутни денеска овде во судницата во Идризово со оглед на тоа што, како што кажа, се работи за предмет кој е под надлежност на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Судејката Дијана Груевска-Илиевска со судечкиот совет се повлекоа пред некои 20 на минути и треба да се одлучи по ова барање на одбраната. Па потоа ќе видиме во зависност од одлуката на судот ќе се знае како ќе продолжи денешното судско рочиште, односно дали ќе бидат сослушани 5 сведоци на обвинителството кои што се предвидени за денеска да дадат исказ пред судот. Тоа се засега информациите овде од судницата во Идризово. Ана? Михајло, ти благодарам со повеќе информациите. Очекуваме во некој од следните информативни изданија.